Je profesionalac, odličan hirurg i čovek sa mnogo golemi doblesti i čovečki kvaliteti. Bez nikakav povod i pričina posle izvršena intervencija vo tek na dežurstvu. Nije deneska, sme krajno revoltirani. Jaz ova izjava ja davam kako pojedinec, kako pripadnik na profesijata, ne kako člen na bilo koje telo ili bilo koji organiziran način, znači. I sakam da kažem, дека денеска беше пукано во нашата професија, во белиот мантил, во целина, и дека е крајно време да се преземе нешто за заштита на нашиот дигнитет, на нашето достоинство, на нашата безбедност и воопшто на нашиот статус. Мислам дека сите сили во општеството мора да го имаат во предвид тоа, дека е загрозено и нашето физичко обстојување, а не само нашето работење. Мислам дека треба јавноста да биде информирана, дека ова што се случува е крајно сериозно и не може да води кон никакво подобрување на состојбите ако докторите не се безбедни. Фала. Уште нешто побитно, ако докторите го немаат чувството на безбедност. После овој настан, многу колеги ќе одат на работа со чувство на несигурност, со чувство на страв, дека не сме заштитени. Зашто знаете, во животот, сите ние, многу работи нема да бидеме, но сите ние сме пациенти. И ние, и нашите семејства сме пациенти. И треба да имаме доверба во докторите. Докторите во овој момент се чувствуваат лошо. Значи, ќе добиете званично соопштение од одборот. Сето овој собир беше спонтан, навистина најспонтан, затоа што сите ние чувствувавме потреба да го изразиме револтот. Револтот е огромен, на сите, буквално на сите. И ако се чувствуваме небезбедно, ако се чувствуваме постојано под притисок дека некој може физички да не ликвидира на работно место, тоа значи сигнал дека во здравството се случуваат пресериозни и преопасни работи. Ве молам да бидете сите навистина, како да кажам, да бидете информирани дека тоа што се случува не е здраво. Значи, ова не е нормално никаде. Да се пука во доктор затоа што оперирал, затоа што пациентот му екзитирал. Значи, тоа значи дека ние треба под дамоклов меч да работиме. Има ли, каков квалитет ќе има таа работа? Постојано сме напаѓани, постојано ни виси, постојано имаме тензија, постојано имаме закани од пациенти кои мислат дека се може да им биде дозволено и кои се однесуваат дел од нив, не можам да зборувам генерално. Меѓутоа, доволно е еден таков да ти го загорче животот и да ти го доведе животот во прашање. Значи, на нашиот колега денес му беше загрозен животот на работно место после извршена интервенција. Тоа е страшно. Тоа е навистина нешто што не смее да се дозволи. Ова е епилог на нешто што тлее во здравството. Значи, на сите нам ни се случуваат закани, на сите нам ни се случуваат непријатности, затоа што по видувањето некој треба да биде крив затоа што некој го изгубил животот заради болеста и заради тежината на состојбата, а не заради тоа што не е направено. Што ќе беше ако, например, конкретната пациентка не е оперирана и пак заврши смртно? Тогаш ќе беше кривицата на хирургот затоа што не интервенирал, така? А овде во случајов интервенирал, значи дал се од себе, направил колку може. Меѓутоа, некогаш и покрај тоа пациентите завршуваат смртно. Значи, има начин, ако некој е незадоволен, да го евалуира сето тоа и да го провери дали е направен превид. Оваков начин, каубојски, на Див Запад во 21 век, не да не е прифатливо, е нешто на кое треба сите да реагираат, не само ние како носители на здравствената функција.